Здраво на сите, јас сум читачот и добре дојдовте на мојот канал. Ова е трето видео во кој што зборувам за романот Харуки Мураками, јапонскиот писател Мураками. Имам видео за Норвешка шума, за еден Q84, мислам дека само за тие две, не се сеќавам сега точно. Може да ги најдете на каналот, да ги изгледате ако сакате. Тоа му седни од најпопуларните романи. Мураками е многу читан писател, има голема публика, големо читателство низ целиот свет. Кај нас е исто така многу популарен. Издавачката Куќа 3 ги има преведено и издадено многу негови романи. Јас лично имам прочитано сигурно 6-7 од неговите романи и никако има нели постои таа дебата дали е Мураками голем писател, дали заслужува Нобелова награда или не заслужува, и не е ни тоа важно. Ни јас не можам да се одлучам сосема за тоа дали. Малку мојот однос спрема Мураками е малку комплициран, ми се допаѓа Мураками, меѓутоа нешто ми фали кај него, иако има нешто што ве тера да се навраќате на неговите романи. И има еден роман за кој што ќе кажам неколку збора во ова видео, кој што сакав одамна да го читам, го барав на англиски, меѓутоа неодамна излезе на македонски и решив да го читам на македонски, а тоа е Хроника на птицата на вивалка. Значи, ова е последното нешто, ако не се лажам, што излезе кај нас на македонски од Мураками. Од англиски го превела Паулина Јамакова Пејкова, многу убаво го има преведено, иако е од англиски, меѓутоа многу е убав преводот, уживав дека ја читам книгата. Мислам дека цела серија, речиси цела едиција со нови корици се одлични на реизданијата на неговите романи. Ова е веројатно најслабото решение графичко. Не ми се допаѓа баш толку многу, другите се одлични. Како и да е, многу е неблагодарно и комплексно, сложена, тешка работа да се зборува за овој роман, затоа што е веројатно најкомплексното дело на Мураками кој што јас сум го читал. Романов го читав подолго време, сигурно повеќе од еден месец, и тоа може да биде и позитивно и негативно, затоа што позитивно е што подолго време сте во приказната, негативно што можеби имав на моменти чувство дека премногу ги развлекува Мураками работите и ги комплицира и непотребно го шири действието, меѓутоа е многу, буквално денес го завршив романов и намерно не сакав да го процесирам премногу и првите впечатоци така да ги споделам, да нафрлам некои мисли, некои коментари за романов. Многу е тешко да се опише действието, да се даде во некои кратки црти сижето, да се сумира. Ќе пробам ќе се обидам, не ветувам дека ќе успеам, затоа што ова е комплексен роман што почнува од едно место и се шири, се разгранува на многу различни, оди во различни насоки. Значи, станува збор за еден 30 годишен човек, Тору Окада, кој што живее мирен, обичен живот со неговата сопруга Кумико, 6 или 7 години се во брак. Тој ја напушта работата и одлучува малку едноставно да може да преживеат, може да живеат од платата на неговата сопруга, одлучува да направи пауза, едноставно да се преиспита и да едноставно живее најобичен живот, меѓутоа нивниот мачор исчезнува и неговата сопруга ќе го замоли да го побара. Ќе влезе и тука почнува да се шири приказната, да влегуваат во нивниот живот и други ликови. Ќе се запознае позади во малиот премин, позади куќите ќе се запознае со една 16 годишна девојка која што седи таму, се излежува, не оди на училиште, поминала со одредена травма. И спроти таа куќа има една напуштена куќа во која што има една статуа од птица која што со расширени крилја, има еден бунар таму, тоа е запуштена куќа и се смета дека таа е проколната куќа, куќата на обесените. Сите што живееле таму ги следи некаква несреќа. Ќе се запознае со таа девојка, од друга страна ќе биде исконтактирано од едни сестри кои што се јасновидки, да речеме, и од кои неговата сопруга побарала помош за да им кажат каде е мачорот.
И сето тоа е така оди доста линеарно, се додека еден ден неговата сопруга исчезне. И тука, обидувајќи се, барајќи начин како да ја врати, да свати што му се случува, работите почнуваат да се замрсуваат, работите се почнуваат да се комплицираат, се доаѓаат и други ликови во целата приказна и едноставно почнува да влегува фантастичното, почнува мислам дека на некои моменти Мураками навлегува во надреалистичното, во речиси како надреализам се чита на моменти. Романот има многу моменти на подсвесното, на соништа, на буквално паралелна реалност и едноставно во таа потрага, меѓутоа ние мислиме дека тоа изгледа неговата жена исчезнува и тој сега почнува да бара траги, нели како детективски роман или најмува некого и да ја бара. Воопшто таа потрага не е таква, туку таа потрага е колку што ја бара неа, толку и влегува навнатре едноставно во своите мисли, во својата внатрешност, се преиспитува. На 3 дела е поделен романот и во првиот дел оди доста линеарно. Еден од главните ликови е братот на неговата сопруга Кумико, која ќе исчезне, кој што е интелигентен, паметен човек, кој што влегува во светот на политиката, меѓутоа е на некој начин безмилосен, безчувствителен и има нешто што се случило во нивното семејство, нивната сестра на Кумико и неговата сестра се самоубила. Тука има мистерија, има нека мрачна тајна која што е непозната. Тору е збунет зошто ја нема Кумико и така натаму и почнува буквално преку одредени моменти, да не правам спойлери, иако тешко би било да се направи спойлер, толку оди приказната насекаде, почнува да веќе да се движи меѓу оваа реалност и одредена паралелна реалност во која што работите се малку поинакви. Има она што навистина ми се допадна, што постојат две приказни во приказни кои што дури би можеле да функционираат и како романи сами за себе, со тоа што се запознава Тору Окада со еден поранешен поручник или полковник кој што бил и работел за јапонската војска во нивната, да речам, офанзива или она што таа војна во Манџурија, нели јапонско-кинески конфликт, потоа јапонско-советскиот конфликт. И тука се раскажува неговата приказна за тоа како оди на мисија во пустината, како преживува на чудесен начин, како еден негов пријател буквално ќе му прорече дека нема да може да умре и ќе се врати во Јапонија, а тој ја посакува смртта. И тука имаме таа приказна, исто така имаме приказната се воведуваат други два лика подоцна, една жена која што ќе се обиде да му помогне и незиниот син кој што ќе се обиде да му помогне на Тору, приказната на незиниот татко кој што исто во Манџурија живее, кој што е ветеринар во една золошка, па како што се случува таму кога доаѓаат советските трупи и така натаму. Значи уште една приказна која што е многу добро напишана и затоа ви велам дека романот е составен од многу нишки, од многу делчиња кои што си прават смисла, си имаат свое место, меѓутоа се доста интензивни и не се толку лесни за пратење. Сега има неколку, не знам колку ви помага, ова не е ни важно, кога ќе го читате романот ќе сватите за што станува збор. Меѓутоа ова е веројатно еден од најкомплексните дела на Мураками и веројатно можеби најамбициозното негово дело кое што се обидел да го направи. Неколку теми што се провлекуваат. Едната тема е идејата дека Тору Окада живее еден живот по инерција, без да се преиспита и едноставно овие нешто го изместуваат од колосек и ќе може да најде време да се осами и да ги промисли работите, да си постави некои прашања, го изместуваат од тој секојдневен обичен живот. Преку приказната на тој полковник Мамија, не многу сметаат дека Мураками ги преиспитува мрачните страни на јапонското минато, во смисла на
што всушност правеле јапонците, јапонската војска во Кина и во тие конфликти во Манџурија. Мислам дека според мене веројатно главната тема, главното нешто што се провлекува, тоа е моментот на случајноста, дека во многу пати во животот едноставно ние немаме контрола врз животот и може да планираме некои нешта, меѓутоа не знаеме каде ќе не одведе животот. Ќе прочитам 2-3 реченици кои што се изговорени од страна на таа господја која што сака, таа модна дизајнерка која што сака да му помогне, така наречена Мускат, и таа му вели никако не можам да се, како што од самиот почеток некој до најмал детали да ги испланирал за да стигнам до тука каде што сум сега. Никако не можам да се ослободам од оваа мисла. Имам чувство дека секое мое движење го контролира некоја исклучително долга рака која што посегнува од огромна далечина. Како целиот мој живот да е само погоден премин за сите овие настани кои минуваат низ него. Има уште еден извадок, можеби светот функционира како врата на вртење, си помислил додека тонел во сон. Во кој дел се наоѓа некој зависи само од тоа каде стапнал. Во едниот дел има тигри, а во другиот нема. Можеби е толку едноставно. Не постои логичен след од едниот до другиот дел. И токму поради тоа што нема логичен след, изборите што ги прави човек немаат некоја големо значење. Затоа ли не можеше да ја почувствува границата меѓу едниот и другиот свет, но не можел повеќе да се задлабочи во размислувањето. И така натаму. Значи, ова се некои извадоци кои што мислам дека ја доловуваат и состојбата на Тору Окада, дека едноставно во животот нема да ни се случуваат секојаш нештата да имаат логичен след на настаните. Мураками вели на едно место дека кога седнува да пишува, тој нема целосен концепт. Тргнува од нешто што му се случило и едноставно не знае, седнува секој ден и вели, окей, каде ќе оди денес приказната. И она што можеби ми смета малку е што на некој начин тргнал многу амбициозно. Ова е роман кој што има голем опсек, значи зборува се навраќа и на историски моменти, има фантастичното е тука, две реалности, паралелни реалности и така натаму. Меѓутоа сепак како да му фали целина, како да сепак на крајот ми фалеше комплетност и целина на романот, иако е одлично доживување читањето на овој роман. Ако ја тргнам настрана Норвешка шума, која што се уште сметам дека е негов најдобар роман, кој што најверојатно никогаш нема да го надмине, од сите, ако го издвојам овој роман од сите други романи кои што сум ги читал од Мураками, тогаш е ова веројатно најдоброто од Мураками што го прочитав. Не знам колку успеав да ви, не е ни важно повторно, да не ми беше идејата да ви ја прераскажувам книгата. Меѓутоа ова е сериозен проект на Мураками и на крај се поставува прашањето искрено, дали сметам дека треба да се прочита овој роман? Би рекол да. Ако сте фанови, љубители на Мураками, задолжително. Ако не сте љубители на Мураками, да. Би рекол дека ова вреди за времето што ќе го вложите во читање на овој роман. Ајде не должам повеќе, значи ова беа моите онака први мисли во однос на овој роман Мураками. Видеата ќе пробувам да ги ставам и на Facebook, меѓутоа може да заследите ме на YouTube пред се, тоа е мојата главна платформа каде што ги ставам видеата. На Facebook може исто да ме заследите. Ако ви се допаѓаат овие видеа, стиснете subscribe, like, може да ги споделите и се гледаме со наредното видео. Чао!